Продолжуваме со нашата програма и веќе најавната шпица ви најавува дека во продолжение следува меѓународната анализа. Ова утро со меѓународната анализа започнуваме со регионалните случувања, па потоа ќе се прошириме во овие 10 на 15 минути. Антоновиќ е тука да ни ги каже за сите случувања. Регионот исто дел од светот, така да мораме него да го спомнеме. Продолжуваат протестите во Белград. И тоа е вест која продолжува и е во низа, но она што според мене сега е главната вест од регионот, а можеби и можност од некаква ескалација е одлуката на Косовската централна изборна комисија да ја забрани така наречената српска листа, партија која ги обединува србите на Косово, да учествуваат на парламентарните избори кои треба да се одржат на 9 февруари во Косово. Имено, иако одборот за акредитација на Косово им даде дозвола, сега Централната изборна комисија ги забранува, им вели вие не можете да излезете на избори, што е огромен проблем, бидејќи знаеме дека има еден дел на срби кои живеат на Косово и така да они се политички представени од таа српска листа и сега српската листа е забранета и не може да учествуваат на избори. Има некоја уште српска партија која не е блиска до Белград и која Белград ја обвинува дека е влезена во некаква коалиција со партијата на Курти, со премиерот на Косово, а знаеме дека Белград не го признава Косово и сега тоа е толку замешано да, за да го симплифицирам, Српската листа, главната српска партија на Косово која има подршка од Белград е забранета, што се подигна голема тензија и што може да ескалира утре во некои поголеми случувања политички. Причина за тоа, наводно, според Централната изборна комисија, е националистичката реторика на незиниот лидер и незините членови кои не сакаат утре да настапат на изборите, нешто што има логика, но можеби и нема, бидејќи нели пред избори сите имаат и националистички реторики и ветувања и сето она само за да дојдат на власт. Доколку продолжи ова вака да биде, очигледно србите повторно нема да излезат на избори, значи повторно ќе бојкотираат, а тоа значи дека Косово нема да има представници на србите во политиката, нешто што е обврзана по меѓународните договори. И тоа, според мене, може да биде дополнителна тензија во регионот, кој веќе одамна го има. Ако се земе во предвид дека во Белград се случуваат протести, блокади, еве студентите протестираат и одбиваат реториката на Вучиќ, значи продолжуваат тие протести. Во Хрватска има претседателски избори каде исто е зголемена тензијата, да не ја заборавиме Албанија каде што опозицијата протестира, блокира улици низ Тирана. Се на се има една голема тензија во регионот која се рефлектира од овие случувања во Украина, Блискиот Исток, доаѓањето на новата администрација на Трамп, оваа старава никако да замине и сето тоа се направи една таква тензија да очекувано е да се рефлектира во регионот. Сега ние можеме да слушнеме разноразни обвинувања на разноразни аналитичари дека тоа е руско мешање, тоа е американско мешање, тоа е британско мешање, но едно е сигурно, тензии има. Сега се празници, обично кога се празниците, работите се стивнуваат, но колку што гледаме ниту војната во Украина се стивнува, иако еве доаѓаат божикните и новогодишните празници, ниту пак стивнува на Блискиот Исток, само се отвараат нови тензии, а ми се чини дека на Балканот и во регионот може да дојде ескалација на тензиите, може би не за нова година, ама подоцна. Еве оваа одлука на Косовската централна изборна комисија може да биде за некои аргументи причина да дојде до некакви тензии и подигање на жешка политичка зима. Ајде да позборуваме малку за Блискиот Исток. Имаме нов момент таму. Израел кажа дека потврди за прв пат јавно дека стои зад атентатот на лидерот на Хамас Исмаил Хања.
Значи ли ова нешто што тие јавно признаваат дека тие се зад овој атентат? Јас овака гледам на тоа. Тие признали или не признали, се знаеше дека Мосад го ликвидираше или не мора да е Мосад, Израел го ликвидираше и тие што требаше да ја добијат по раката, во случајот Хамас ја добија. Исто така и разузнавачките служби на големите држави знае. Ово што го обзнануваат во јавноста според мене е само уште една од вестите за дефокус на некои случувања. За мене рецимо поголема вест беше за прв пат вчера Нетањаху излезе и рече дека се преговара за преостанатите израелски заложници, кои ќе те потсетам, веќе ги заборавивме, никој не ги споменуваше, ајде не сме важни, јас и ти зборувам за јавноста. Но ние ги споменуваме. Ние ги споменуваме, бидејќи тие, но мене ми се чини дека и оваа изјава дека го ликвидирале Исмаил Ханија и дека го ликвидирале Хасан Насрала од Хезболах и дека преговараат со терористи за да се пуштат заложници, е можеби фокус на проблемите кои ги има Нетањаху, а тоа е започнување на истрагата за тие корупцијски скандали кои ги има како премиер. Знаеш, ќе те потсетам, обично премиерите имаат корупцијски скандали, зборувам, имаат обвинувања за корупцијски скандали и не водат војни. Сега кај Израел работате дека војната малце ги поклопи овие обвинувања кои ги има од опозицијата, од политичкиот живот во Израел, а војните беа само дефокус со сето тоа. Така да, ние зборувавме многу пати во ова студио дека војната што ја води премиерот Нетањаху практично му го пролонгира местото да биде на премиерското столче, бидејќи ако запре војната, тој ќе мора да се соочи со овие обвинувања. Ние имавме во минатото, јас, пошто ги следам таму состојбите, у светот ќе се потсетам дека Ехуд Олмерт, исто така израелскиот премиер од пред 10 години, е веќе во затвор, кој исто така беше голем политичар и кој исто така поради корупцијски скандали и не знам веќе што, таму беше осуден и се наоѓа во затвор. Значи кај нив таму не значи ништо што и како. Ако си виновен, ќе бидеш обвинет, осуден и ќе си ја лежиш санкцијата. Ми се чини дека Нетањаху со војната си ја пролонгираше својата позиција, ќе видиме до кога ќе може да ја пролонгира и дали успешно ќе му заврши политичката кариера или ќе заврши како Ехуд Олмерт, кој го спомнав пред малку. Ајде да го прокоментираме и Володомир Зеленски. Тој го обвини словачкиот премиер Фицо, кој што беше неудобна во посета на Москва. Ние го зборувавме средбата на Фицо со Путин. Тој вели дека тој сака да заработи пари за финансирање на војната со Киев. Да прокоментираме што всушност сакаше да каже Зеленски со Па тој можеби не рекол можеби некаква погрешна информација, да, сака да заработи да го продаде рускиот газ. Но јас ќе потсетам дека ние зависиме овде од рускиот газ независно. Сега јас не сум стручен и не можам многу да тврдам, но јасно е дека Европа од 1 јануари имаше закана од Путин дека ќе го запре рускиот газ. Ние го коментиравме тоа. Зеленски вели веќе не може да оди рускиот газ преку Украина, па да видиме од каде ќе оди. Ева и Катар се закани дека нема да оди за Европската унија. Европската унија и земјите од Европа ќе имаат енергетска криза. Индустријата и сето она што е нели на некој начин зависи од тој газ. Сега Фицо вчера отиде кај Путин. Не знаеме кои се многу деталите, ги знаеме овие новинарски извештаи што ги читавме, но факт е дека и Фицо и Словачка, и Орбан и Унгарија се најмногу погодени од ова се што се случува, бидејќи се најблиску до Украина и до Русија и се зависни од рускиот газ. Сега тие двајца, освен што се опозиција на Европска унија која е нели таква каква што е со тие политичари, тие сепак гледат малку и да си ги заштитат своите лични стопанства, значи економијата и сето тоа, и се обидуваат да еквилибрираат помеѓу западот каде што припаѓаат и истокот со кој не сакаат да влезат во конфликт. Дали Фицо има некакви должничко-доверителски односи со Путин, тоа не можеме да го знаеме, барем не оваа фаза, но факт е дека тој како премиер на Словачка се обидува за својата држава да направи нешто, да ја олесни, да нема проблеми во наредниот период, бидејќи на крајот на криштата секој си ја гледа својата мака. Зеленски од друга страна е во право кога се лути на оние политичари кои се партнери, а
шуруваат со неговиот непријател, во случајот Путин. Но на крајот на денот, знаеш како е во животот, тој што е бокен и има многу, тој секогаш е управу, а тие што се помалите, секогаш се жртви и сиромаштијата, дали како велат, секогаш е жртва на оние богатите и големите. Во случајот Русија каква и да е, што и да е со сите тие лоши и добри страни, едно е сигурно, Русија е моќна, Русија е и натаму некаков тип на империја, Русија има огромни резерви на енергенци и може да ги условува овие мали држави. Украина, која е огромна, е мала, а не Словачка и Унгарија, кои се буквално, кои ќе видиш на карта мали, плюс се тука близко геостратешки и се зависни директно од тоа што се случува во Москва. Уште кратко да останеме во овој дел од земјината топка, ќе речам, Украина, Русија, каква е состојбата во овие 24 часа таму? Па продолжува војната таму. Русите напредуваат во тој Купјанск делот, каде што сакаат целосно, да се обидам да објаснам просто. Русија анектираше 5 дела. Крим го држи цел, Херсон, Запорожје до одредени точки, Луганск е целосвен, остана уште Донецк, со освојувањето на Купјанск, освен што ќе се фати тој геостратешки дел на железница, снабдување, нели за војска, нови војници, храна, оружје и сето тоа, се отвара фронтот да се оди понатаму, но и целиот Донбас практично влегува под владение на Русија. Доколку заживее оној план на Трамп, кога ќе дојде тој дента на 20 јануари, дека ќе запрат овие војни, Путин, барем она што го рече 2022 во февруари, кога рече дека ја почнува, тоа ја нарече специјалната војна операција врз Украина, ги исполнил целите. Го освоил Донецк, Луганск, Херсон и Запорожје. Значи, тука ако се замрзне и Соединетите Американски држави бидат гарант на мирот, Путин ја освоил својата прва фаза во анектирањето на делови на Украина. Оттаму ми се чини е и нервозата на Зеленски, кој е свесен дека првин војнички не може да ги врати овие територии, а ветуваше. Второ, добива сигнали дека тоа што он го сака е невозможно, бидејќи ние сме ви вас партнери, но сепак ни значи како ќе стоиме со Москва и Путин. Очигледно не успеа таа приказна западна дека Путин ќе падне, дека ќе се побунат луѓето, дека ќе биде ова, дека ќе биде она. Зборувам во оваа фаза. Тоа не значи дека нема за 6 месеци година да има некакви промени. Тоа никој не го знае, освен тие што ги прават промените. Но, вака гледано лаички, на 20 јануари Трамп, ако дојде и го заживее тој план, значи се замрзнува фронтот, мир, нема веќе војна и после се договараме што како, Путин ги освоил сите тие територии кои 2022 вечерта, кога излезе се обрати на светската јавност, рече дека ја почнувам специјалната операција и ги спасам русите. Него му беше целта практично оваа територија да ја освои, не му беше него ни да го фати Киев, ни да може би Одеса, тоа не знам, но Киев сигурно не му беше важен, му беа важни овие делови, тука има енергенци, има јаглен, има геостратешки. Не случајно се важни овие делови. Не случајно и многу работи кои не ги знаеме, барем јас не ги знам. До така ќе испадне дека Путин на некој начин е победник. Но затоа и Зеленски е кивен малку и на своите сојузници, бидејќи бараше многу од нив, доби многу од нив. Сојузниците веројатно велат, види, многу ти дадовме, ти не постигна ништо. Тој вели, јас ви барав, вие не ми дадовте на време. Сега малце го симплифицирам разговорот. Тој е луд на тоа, веројатно не може да исполни главната цел, што не значи дека во иднина нема да се обиде да ја направи. Но ќе потсетам, Зеленски веќе одамна нема мандат, него му истече мандатот, но поради војните услови тој уште е претседател. Јас верувам дека и него некој процент ќе се дека во април ќе има некакви претседателски избори и дека веројатно нема да биде претседател, бидејќи колку што можеме да видиме по риториката баш многу и нема поддршка од Трамп, а знаеме дека ако Белата куќа не ве поддржува, потешко можете да остварите некои претседателски амбиции.
Ни истече времето за ова утро, имав уште неколку прашања, но секако нашите гледачи знаат каде можат да се обратат за светските случувања. slobodnpečat.mk е тука. Благодарам Андоновиќ што и утринава беше заедно со нас. Почитувани, вие сте сутринската програма на Слободен печат во живо. Продолжуваме понатаму со она што следува секогаш по меѓународната анализа, а тоа е нашата редовна рубрика Каде во слободно време. Бидете со нас.